Понеделник 5 јуни, кратки вести во 12 часот. Преку методот дендрохронологија, нуркачите од Центарот Амфора во соработка со научници од Швајцарија и Македонија утврдија дека плочата Мичовград на Охридското езеро датира од 5 и 2 милениум, околу 1800, 1400 и 1300 години пред нашата ера. Дендрохронологија е непроценлива алатка која им помага на научниците да ја одредат староста на античките населби и артефакти. За време на двете кампањи за теренската работа во 2018 и 2019 година беа документирани вкупно 799 вертикални столбови и хоризонтални парчиња дрво на површина од 96 метри квадратни. Во храмот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, катедралната црква Света Софија во Охрид, се чествуваше годишнината од добивањето на томосот за Македонската православна црква Охридска архиепископија. Заедничката литургија ја одржаа македонските владици предводени од господин Стефан и владиците на Српската православна црква предводени од српскиот патриарх Порфирий, како и свештенството на православната Охридска архиепископија. Пред една година го забележавме историскиот настан со кој се врати некогашната слава и со кој конечно се отстранија сите неправди и понижувања од времињата минати. Со настанот од пред една година Охрид е повторно горта Света Софија како некогаш пак исполнета со радост, рече во своето обраќање поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан. По литургијата, по одлука на Светиот архиерејски синод, српскиот патриарх Порфирий беше одликуван со орден на Свети Климент Охридски од прв ред. Со планинско-езерскиот фестивал Охрид Галичица 2023 по четврти пат символично ќе ги поврземе планината и езерото, вели за Супер радио Жанко Голабовски од авантуристичкиот клуб Mountain Madness. Фестивалот ќе се одржи на 17 и 18 јуни, а вклучено е многу авантура, планинарење, велосипедизам, логорување, забава и уживање. Голабовски додава дека интересот е голема, предноста оваа година е што секој учесник ќе може да си одбере на кој настан ќе учествува или да направи комбинација од неколку. За време на фестивалот за сите учесници влезот во Националниот парк Галичица ќе биде слободен. Во склоп на овој фестивал ќе има уште едно искачување, тоа ќе биде есен на Магаро и ќе се случи на крај на септември или почетокот на октомври. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и услови за нестабилност. Максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.